Добро вечер. Ново издание на 360 степени на јавниот сервис. Вечерва ја продолжуваме серијата интервјуа што ја отворивме минатиот понеделник со кандидатите за председател на државата. Во минатото издание гости беа Бујар Османи и Арбен Таравари. Реков и тогаш, поканети се сите и сите начално прифатија дека ќе бидат наши гости до 22 април, кога завршува кампањата пред првиот круг на 24 април. Вечерва ќе ги видите Стефчо Јакимовски и Билјана Ванковска. Почнуваме со кандидатот на коалицијата Храбро за Македонија. Господин Јакимовски, добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Во фазата на собирање потписи, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски рече дека треба да очекуваме дека вие и господјата Ванковска ќе имате улога во првиот круг да го намалите, да го подкопате потенцијалот на Гордана Силјановска Давкова. Вие ги следам вашите настапи во овој период, речиси воопшто не се занимавате со другите кандидати. Моето прашање би било дали можеби се автоцензурирате поради таа изјава на Мицкоски? Прво, јас многу не ставам при срце тоа што зборува Христијан Мицкоски, затоа што за мене тој е нерелевантен пред се како човек, а после како политичар. Интересно е што во таа негова изјава не стави мене и господјата Ванковска, го скокна господинот Максим Димитриевски. За да само 10 дена потоа стигне одговорот на тоа прашање, односно дека имаат потполно исти став околу промена на Уставот, со одложено действие на уставните промени, јасно кажа дека практично во таа негова изјава тој се обиде да го иземе господинот Димитриевски и практично дека тие се во една предизборна полутајна коалиција, меѓутоа ништо тајно на овој свет не останало. Да, тоа беше вашата боцка, да речем, во таа ваша реакција беше дека Мицкоски според вас по изборите треба да одигра марионетската улога, како велите вие, за промена на Уставот. Па, тоа му е отприлика 3 од карти. Тој многу добро знае што треба да одигра и што треба да направи. И практично сите ние кои му сметаме, кои што имаме цврсти ставови токму по прашањето на промена на Уставот. Нашите ставови не се лудачки ставови. Нашиот став во поглед на промена на Уставот е дајте да го затвориме комплетно бугарското прашање. Дајте да, јас и кога бевме на лидерската средба, тогаш реков луѓе, дајте да одговориме на прашањата. Чекате малце околу ова почетниот овој сет теми за кои што сакам да разговараме. Зошто воопшто не ги спомнувате другите кандидати? Зошто не ги спомнувам? Па мојот програм е најцеловит. Јас имам 17 точки од мојот програм. Ви гледате председателот Пендаровски кој што има 5 точки кои што не можеш да ги разбереш. А е актуелен председател 5 години. Имам 17 точки по кои што ќе се раководам во мојата председателската кампања и нема зашто да се бавам со нив. Прво, не се интересни, второ, многу помалку знаат од мене, трето, очигледно дека некои од нив кога биле на моје место нема шанси да дојдат до 3000 потписи да соберат, така да нема зашто да се замарам со нив. Навикнати сме да го гледаме фајтерот Стефчо. Некако во оваа кампања сте многу умерен, примирен, со умерена реторика. Зошто е тоа така? Па председател на држава не може да биде дежурен кавгаџија прво, второ не може да биде агресивен во своите настапи. Мислам дека сите ќе се сложите од 2021 година нааму дека комплетната моја реторика и односот кон политиката е променет во насока на многу по смирено действување. Мислам дека се што сакаме да кажеме, можеме да кажеме и смирено, без било каква агресија и без било каква употреба на тешки зборови. Така да едноставно созреавме во политиката, зад нас е огромно искуство и мислам дека нема прашање на кое што сталожено не можеме да му придеме и да му одговориме. Кога зборувате за вашето политичко искуство, 2 пати бевте министар, така, во 2 ресора. 3 пати бевте министар и 4... Министер кај Бранко Црвенковски, кај Хари Костов и кај Владо Бучковски. И ова ви е 4ти мандат за градоначалник. Ова ми е 4ти мандат, да. Во пресред на двојните избори, вашата партија Гром ја здруживте со ПЦЕР на Самка Ибримовски и Интегра на Љупчо Ристовски. Ако ја видиме вашата партиско-политичка историја, дел од неа сега споменавме деловно, бевте дел од главно либерални и левичарски партии. Сега Интегра е
прилично конзервативна, дури и во името имаат Македонска конзервативна партија. Како се усогласивте, компатибилни ли сте идеолошки Гром вредносно? е партија која што е десно од Интегра. центарот. Аха. Значи ние не сме десна партија, туку сме само десно од центарот. Иначе сме партија на центарот. Многу лесно ги усогласивме нашите ставови. Клучните прашања по кои што дискутиравме беше околу прашањето со бугарите, околу уставните промени. Заеднички оценивме дека ние треба да го градиме и да ги подигаме нашите капацитети во НАТО структурите, во исто време треба да продолжиме кон европскиот пат, но тука се сложивме дека не сме подготвени на бесконечно чекање за влез во Европската Унија, како на пример тоа што го се случува со Турција, и дека не сме подготвени да ги прифаќаме разноразни небулозни изговори што досега ни ги доставуваше Европската Унија, се со цел да ни го одбие датумот за преговори, иако многу пати Македонија ги имаше исполнето сите критериуми. Кај Интегра има силен религиски елемент. Компатибилни ли сте со тоа? Па, апсолутно сме. Нема зашто религијата по мене е одвоен дел од државата. Религијата е интимно прашање кое што ние го поддржуваме. Консумирањето на религијата и незино учество во секојдневниот живот на еден граѓанин, тоа е индивидуална работа и во тоа ние нема да се мешаме, ниту пак ќе се мешаме во програмските ориентации на Македонската конзервативна партија Интегра. Коалицијата на Гром, Интегра и ПЦЕР се вика храбро за Македонија. Така е и мотото на вашата кампања. Кога ве прашуваат што значи храбро за Македонија, велите ни недостига храброст да се соочиме со популизмот во земјава. На кого пред се мислите? Кој предничи во популизмот? Прво, актуелниот председател на државата предничи во популизам. Второ, и овие што се во опозиција, овие што се во власт, не уби тој наш популизам. Ние ниеднаш не се одваживме да одлучиме да носиме мерки кои што ќе бидат битни за државата и за граѓаните, дури во први момент и ако бидеме критикувани од страна на граѓаните, дури ако тоа не биде прифаќено, меѓутоа јас многу пати апострофирам една изјава односно еден цитат од Госки Виенац кој што вели: кој највише седи, најдуже мора да гледа. Тие што сме на највисоките државни функции, дали се работи за општински или државни или министерски, ние мора да гледаме како оваа држава ќе изгледа после 20 години. Се ова што досега се прави во Македонија е само гол популизам и ништо повеќе. Ако ви кажам дека 17% од пензионерите земат по 13.000 денари пензија, што ќе кажете? Или 47% од пензионерите земат под 16.000. Зашто зборуваме ние за какви покачувања на пензии, за какви покачување на плати и така натаму, но во ниту еден момент не се зафаќаме суштински како да го подобриме животот на пензионерите кои што се со, например, најниски пензии. Ама дури со такви пензии фондот е едва и одржлив. Затоа тука е разликата меѓу нив и мене. Значи, ние не смееме да интервенираме и не смееме да се играме со фондот за пензиско. Оти неговата стабилност, ако ја нарушиме, може да доведеме во прашање за 20 години воопшто земањето на пензиите. Мора да се интервенира со мерките на социјалната политика. И пензионерите мора да се посматрат како пензионерско семејство. И ни едно пензионерско семејство не сме да има помалку од 25.000 денари. Секој што има помалку треба да му се додаде до 25.000, али тоа е со мерките на социјалната политика. Таргетирано, мислите? Таргетирано. Например, не да се зголемуваат пензиите на сите. Например, еден пензионер зема 17.000 денари. Неговата сопруга е помлада, меѓутоа за 3 години и тој би добивал 8.000 денари, меѓутоа во меѓувреме неговата сопруга станува пензионерка и таа зима на пример 15, тогаш овие 7.000 денари би ги изгубил затоа што веќе заедно ќе имаат 32-3.000 денари. Тоа е интервенции со мерките на социјалната политика за да се изедначи, односно да се подобри квалитетот на живот на пензионерите со најниските пензии. Се ова друго што гледаме, ние гледаме дека е популизам. Или кога зборувавме за платите на функционерите, ама никој не зборува дека тука си платите на обвинителите и на судиите. А што, на таа тема вие како размислувате? Сметате дека платите на функционерите беа
на соодветно ниво и дека ова покачување не требаше да се Па 10 години не беа покачани платите на функционерите. Има закон, тој закон јас сум го носил како министер. Значи просечната плата по коефициент се добива платата на еден функционер. Во исто време 78% над 80% имаме зголемување на плата на Значи вие мислите дека тоа беше лажно морализирање? Лажно морализирање кој што никој не се нафати да го смени законот. И сите претат доколку тоа дојде на седница на парламент дека нема да го гласат, а од друга страна сите плукаат по законот. Или пак измените на кривичниот закон. Можете ли да замислите вие да имате закон во кој што за 30 години застаруваат кривични дела? Дали вие ќе се сетите после 30 години на оваа наша средба овде за оваа наша интервју? А камоли да треба да се јавите како сведок на суд и камоли да треба да сведочите за предмет кој што сте го работели и во хартиена форма. Да, зборувавте дека тоа се абсурдите. Со две раце бе ги потпишале измените на кривичниот законник. Не, би седнале уште повеќе да направиме измени и со кривичниот закон мора да се прецизира вистинската одговорност. Не може најодговорен да биде тој што не го работел предметот. Тој што нема врска со предметот. Само ради командна одговорност ние цело време политичарите да ги ставаме на срамот на столбот. Тој што работи предметот. А колку тие долу што ги работат предметите се на вистина автономни? Колку шефот нив не им кажува како треба тоа да го сработи? Нема шанса. Кај мене во општина Карпуш немате шанса теоретска вие да извршите притисок некој да ви стави подпис на нешто што не е во согласно закон или и најмалку дали има дилема, па колку бев истражуван јас. Колку предмети? 2500 предмети се истражува во општина Карпуш и што најдоа? Службите си ги знаат работите. Значи службениците кога ќе ја ставите одговорноста најмногу на службеникот, да знаете дека службеникот нема шанса да ви стави подпис на нешто што не е согласно во закон или има дилема дали е тоа така како што треба да се реши. Во однос на прашањето за уставните измени, односите со Бугарија и преговорите со Европската унија, веќе делумно зборувавте, велите не сум децидно против внесување на бугарите во уставот, но сум децидно за комплетно затворање на прашањето со Бугарија. Што точно значи тоа? Што тоа значи? Под тоа? Па предпоследно поглавје ќе биде да разговараме за јазикот. Знаете каде? Сега ќе ги внесеме бугарите во устав. Ама тоа е манипулација, не е точно тоа. Не, како манипулација? Тоа е манипулација. Во преговорачката рамка пишува дека европското аки се преведува на македонски јазик. Да. Ама тоа е трикот што ни го прави Ковачевски. Демек, еве, нашиот јазик е признаен во Европа, да. Бугарите вика, да, вие имате јазик, ама ще признаете дека вашиот език е наречен на българскиот јазик. И Стефче Акимовски како председател ќе ги предомисли бугарите ли? Или треба да е друга тактиката? Не, треба да биде друга тактиката. Значи, Европската комисија ќе си најде начин како бугарите ќе да пијат кафе или ќе доручкуваат кога ќе се одлучува за Македонија, како што тоа го направија со Маđарска и со Виктор Орбан. Значи, ние не можеме ностоп да бидеме изложени на подсмев. Буквално сите земји во регионот се посмеваат на Република Македонија. Што све сме направиле за да бидеме дел од Европа? Например, ние на Србија служиме како пример за непопустливост, затоа што се што попушти Македонија, практично бенефитот од тоа не го видовме, освен што станавме членка на НАТО структурите, во кои што ќе бевме и членка и без да го променевме името, зашто сега ни стана јасно на сите дека ради војната во Украина мораше да биде затворено јужното крило на НАТО и тоа беше причината зашто Република Македонија наврат на нос мораше да влезе во структурите на НАТО. Што друго подразбирате под тоа комплетно затворање на прашањето со Бугарија? Бугарија? Не преговараме за идентитетските прашања. Тие сакаат ние да прифатиме дека ние сме нација од 1944 година. Претходно не сме биле нација. И второ, дека нашиот јазик е наречен на бугарскиот јазик, односно модифициран бугарски јазик. Ако овие две прашања ние ги исфрлиме од било какви натамошни разговори, а за нашите револуционери разговараат историчарите и нека вадат документи, можеби никогаш тие нема да се договорат, јас немам никаков проблем бугарите да бидат внесени во уставот. Ама ако не го затвориме целиот пакет, токму ова прашање на лидерската средба го повторив, го поставив, дали ние имаме одговор на овие две прашања? Сите главата доле. И Ковачевски, и Талат Джафери, и Али Ахмети, значи сите, и Мицковски, сите кјутат. Зашто не го затвориме комплетното прашање? Треба ли нас некој да ни каже кои сме, господин Екимовски, ако ние знаеме?
кои сме? Па ние знаеме, ама пред да влеземе во Европска унија, тие ќе кажат не, вие ќе мора да признаете дека сте нација од 44-та година. И тогаш ќе биде истиот овој притисок, ајде и тоа да го признаеме, па ќе влеземе. Ова го зборувате со голема леснотија, а немате како да кажам, ниту основа во некаков документ или тоа е базирано на некакви ваши предпоставки, изјави, предпоставам од бугарската политика. Какви предпоставки вие слушате ли кога Стево Пендаровски ќе даде некоја изјава или Ковачевски, што таму ни одговара Румен Радев? Па постојано вели дека има и уште прашање за кои што треба да ние да ги рачистиме. И ние се правиме аутисти цело време. Односно, ние се обидуваме во отсуство на било каков економски и социјален, инфраструктурен, енергетски програм во Република Македонија, ние цело време се држиме само за бугарското прашање. А јас сум тоа прашање да го тргнеме скроз на страна, ајде да се зафатиме да работиме. Ќе зборуваме за тоа. Што мислите под тоа кога велите дека ЕУ треба да ја чекаме до 2030 година? Да. Значи, не сме подготвени како Турција. Турција, гледате, се менува Месут Йилмаз, Тансу Чилер, оној Сурем Елдербе беше председател, значи се менува повеќе председатели и премиери во Турција, додека не дојде премиер кој што буквално си се зафати да ја гради државата и буквално направи од Турција за овие 20 на години империја. Значи и донесе инвестиции, го подигна инвестициониот циклус во Турција. Турција излезе надвор од незините граници, почна да инвестира и надвор во држави надвор од Турција, значи Турција станува регионална, не само воена, политичка и економска сила. Зошто ги изгуби локалните избори толку драстично? Па секој што е на власт 25 години секако и дека досадува, тука нема толку дискусија. добри резултати би требало да ги Но победи. во исто време факт е дека на границите на Турција постојано се случуваат војни. Тоа се случува и со Сирија, тоа се случува со Ирак, гледате што се случуваше со Азербејџан, не може тоа да не влие негативно врз животот во стандардот на граѓаните во Турција, тоа ги зголемува нивните војни расходи. Дали според вас членството во НАТО е вредна работа за оваа земја? Вака. Бидејќи шефот на државата е врховен командант, утре, ако бидете шеф на државата, ќе бидете врховен командант на НАТО војска, така? Така. Македонија се конституирала како држава многу подоцна од било која држава на Балканот. Например, црногорците имале држава, па ја изгубиле после 918 година. Тие сега добија подоцна државата во однос на нас, Република Македонија. Гарант за постојање на Македонија во склопот на Југославија беше Југославија. Но кога ја нема Југославија, гарант за постојање на Република Македонија е Соединените американски држави и ние реално мораме да бидеме дел од тој сојуз и мораме да бидеме дел од НАТО структурите. Јас никогаш не сум бил против НАТО структурите, само сум бил против начинот на кој што ние треба да дадеме жртва за да бидеме дел од НАТО структурите, а јасно беше дека и под референцата поранешна Југословенска република Македонија, дека ќе бевме членка на НАТО заради подготовките за оваа страшна војна што се случува во Украина и јасно беше дека НАТО брза за да го затвори јужното крило и да нема било каква можност за евентуално малигни влијанија од страна на Руската Федерација. Ова што велите, САД се стратешки партнер, добро е што земјата е дел од НАТО, тоа е гаранција. Апсолутно. Тоа сега им се додворувате на САД поради тоа што сте на американската црна листа или? Нема зашто да им се додворувам и нивната политика е за големи критики и таа трпи критики и треба да трпи критики. Секоја држава се труди да биде дел од некои интегративни процеси. Русија, која што е земја доволно сама на себе, по енергетски, по суровински, по технолошки развој, значи таа е држава која што е доволно само за себе. Гледате дека таа прави свој сојуз кој што се вика БРИКС или го прави тој воен сојуз што се вика ШОС, Шангајска организација на соработка. Република Македонија, како мала држава која има помалку од 2 милиона жители, да не биде дел од ниту еден интегративен процес, тоа е премногу опасно за Република Македонија. Јас ќе ви дадам пример кога
кога Југославија го напушти источниот блок, таа не отиде со западниот блок, со нив кокетираше, соработуваше, меѓутоа го формира покретот на движењето на неврзаните, што значи дека Република Македонија мора да биде дел од големите интегративни процеси. За сега ние сме го одбрале овој интегративен процес и ние нормално дека треба да создаваме услови да го крчиме тој наш пат. Ви стана ли појасно зошто завршивте на црната листа на САД? Мене ми е тоа одамно јасно како резултат на домашните кодоши, кои што таа работа ја работат во континуитет да отцрнат одредени политичари кои што нив не им се допаѓа, сметајќи дека сме ние некаква опасност за, не знам, за американската политика, што е апсолутно нонсенс. Поднесовте кривична пријава? Јас ја поднесов до значи јавното обвинителство одделот за организиран криминал. Против еден, и сметам против еден лица, сметам дека во континуитет, значи во континуитет општината заедно со мене и службите во изминативе десетина месеци сме напаѓани со енормни кривични пријави кои што немаат врска со животот, значи кои што немаат врска со животот. Тоа ВМРО ДПМН ви го прави? Па измешани се. Вклучени се и некои невладини организации, вклучени се структури од исто така од ВМРО ДПМН. Очигледно јасно е дека најмногу нив им сметаме во оваа ситуација и морам да кажам дека за најголем дел од граѓанството беше апсолутно изненадување ова што се случи. Какви односи според вас треба да има Македонија со Русија? Ситуацијата многу се искомплицира. Значи, едно е ситуацијата пред 10, пред 15, пред 20 години, кога ние заедно со премиерите, председателите на државата сме оделе во Русија. Сега во услови кога се воспоставува таа линија од Балтикот до Црното море, практично е невозможно да се има било какви и не може да се има било какви економски, политички или било какви други врски со Руската Федерација. За вас кој е виновник за тоа што се случува денес во Украина? Знаете што? Прво мислам дека секој мора да води сметка во какво обкружување живее. Причината поради која се подпишувале два договора, тоа е Минск 1 и Минск 2, значи морало да има сериозни внатрешни проблеми во украинското општество, но ние видовме јасно ставање до знаење од страна на поранешната канцеларка Меркел дека подписите на тие два договора биле само купување на време за да Украина се подготви за војна, што значи дека и едната и другата држава се подготвувале за воен сукоп. Дали има дилеми за вас за тоа дека Русија е агресор во Украина? Апсолутно, Русија е агресор. Украина е, значи, она влегла на другата територија под изговор да изврши денацификација на тој дел во кој што живее руско национално малцинство или граѓани кои што имаат се од руско говорно подрачје. Тоа е изговорот под кој што е влезен, меѓутоа пак ќе повторам очигледно дека двете држави се подготвувале за војна и украинската армија воопшто не е слаба армија, значи таа е 22 армија по ранг во светот. Добива и многу помош од западните сили. Па без помошта од западниот свет, украинската армија ќе мораше да капитулира во првите 6 месеца. Значи, ова е енормна помош која се добива и што велат во интелигент сервис, односно во разузнавачки информации, сателитски податоци, во делот на муниција, во делот на опрема, обуки, командни... Една од работите на кои што приговарате е меѓу другото и војната помош која што од оваа земја оди за Украина. Го нагласувате фактот дека сме меѓу првите земји пер капита. Бевме четврти, не знам дали сме четврти или петти, да, пер капита по износот на војна помош која што имаме дадено на Украина. Во исто време велите ништо не ќаривме, ништо не добивме назад за тоа. Што требаше да добиеме? Господин Петревски, ако сме го изгубиле рускиот и белорускиот пазар за земјоделците, треба ли да бараме чаре како тоа ќе го компензираме?
Тамо покрај тоа што се носи во Украина оружје, се носат и други работи кои се потребни за војската на фронтот и за самите украински граѓани, бидејќи нивното производство како резултат на тоа што се ракетираат енергетските системи и трафостаници и така натаму, тие имат страшен пат на производството на стока за широка потрошувачка, на прехранбени производи, на све, што значи дека прехранбените производи произведени во Република Македонија, поготово конзервната индустрија, ние заедно со сухоите и со хеликоптерите, со ракетните фрлачи, требаше да оди натаму, значи дело тој... Ама да не ги донираме, туку да ги продаваме. Па, ако сега Соединените американски држави веќе почнуваат да продават оружје на Украина, зошто ние не би продавале и дел од храната не, која што треба само за да го расчистиме тоа, сакам да кажам. Сакаме да види, може и тоа да се донира, може и тоа да се донира, да се компензира од европските фондови, што значи дека нашето стопанство трпи. Ние бевме меѓу првите кои што воведовме санкции, од тие санкции нашето стопанство, нашето земјоделие, нашите граѓани трпат последици. Тоа значи дека некој мора ова да го компензира. Зашто? Ние не сме членка на Европската Унија. Ние не сме членка на Европската Унија, ги следиме нивните политики, што значи дека штетите треба од европските фондови да бидат компензирани. Од другите теми што се намасли, се дебатираат, иако нема се дебати. Само овде малце. Кажете. За Украина ќе има Маршалов план. Да. Ние мора да се подготвиме како држава, пред се во делот на градежништвото, во делот на производство на стока за широка потрошувачка, за прехранбени производи, а тоа значи мораме да отвараме јавни работи во делот на нискоградба и високоградба, за да кога ќе се отвори украинскиот пазар, и сега треба да пратиме таму представници тиеме, кога ќе се отвори украинскиот пазар, ние треба да Имаме ли таков потенцијал? Да, И се повеќе настапиме. фалат овде работници дома, гледаме. Па фалат затоа Непал. што ги избркавме под изговорот дека проектите биле промашени, ги затворивме газдите на тие фирми, стопиравме изградбата на коридорите и нормално работниците нема да ни чекаат нашите судски разврски, но нормално дека си отидоа. Ако ние отвориме јавни работи и ако со тие јавни работи со закон утврдиме минимум плата која што може да ја земе еден градежен работник, тоа значи дека наместо да работи за 2200-300 евра во Германија, работи овде за 1700 евра, дека ќе се дојде во Македонија. А кога веќе ги споменувате овие јавни работи, како ги нарекувате во делот на инфраструктурата, нискоградба, високоградба, што мислите вие за проектот со Бехтел и Енка за изградба на автопатите? Коруптивен. Корупција озаконата со закон. Донесен закон во парламентот, за кој што гледаме дека немаме никаква реакција ниту од Европската комисија, ниту од Соединените американски држави, а чиста корупција да се земе изведувачот онолку колку што му треба и сите пречки кои што ќе му се постават на патот при реализација на тој проект да може да по брз колосек да бидат решавани. Знаете ли дека над 200 милиона до сега сме исплатиле за тој коридор и за Може и повеќе да се. Може и повеќе да се. Се зборува дека најде околу 258 милиона евра. Да, ги имате и ги објавуваат парите, Добро, да. и што е завршено од патот? Не, нема ништо завршено, но има некакви градежни сега активности. кога ќе се фатиме за тој закон, јас би донел еден куп закони со кои што на нашите градежни компании оваа работа ќе ја земе таа фирма, оваа работа ќе ја земе таа фирма, оваа работа ќе ја земе таа, исто по аналогија на овој закон, за да нашите градежни компании ги подкренеме, за да нашите градежни компании обезбедат машински парк како што треба и како што велам спремни потоа да настапат на украинскиот пазар. А впрочем, дали знаете дека Гранит го градеше патот од румунска граница до Киев, 460 км. Да, знам. Гранит беше 72-та компанија градежна во свет. А колку градежни компании има големите држави? Ние Гранит тотално го ставивме адакта и сите наши градежни фирми буквално ги уништивме. И сега носиме од Непал вработени. Да. Од другите теми во кампањата. Зошто сте децидно против избор на шеф на државата во собранието? Има ли некакви аргументи за кои што вреди да се размисли, да се дебатира, сепак тоа да се случи? Председателот на државата, неговата функција и неговата сила мора да извира директно од граѓаните. Не сме да извира од партиите. Во тој случај силата на председателот ќе извира од партиите и силата ќе му одземат партиите. Што тоа значи? Тој треба да биде дел од партиско-политичкото пазарање во парламентот
и во случај кога председателот би сакал да биде малку поавтономен или со одредени политики на владата за кои што смета дека се штетни, би се спротивставил, во тој случај веднаш би дошло до смена на председател. Значи ќе имаме нестабилна председателска функција, која што ќе биде октроирана и која што ќе биде председател само продолжена рака на политичките партии, буквално марионета. Буквално марионета. Значи децидно сте против тоа. Децидно сум против. И сметам дека на таков начин уште повеќе ќе ја нарушиме демократијата во Република Македонија. ВМРО ДПМН е ветува укинување на балансерот, СДСМ зборува за некакво реформирање, ДУИ е строго против, дури го сместува во делот од руски влијанија за дестабилизација на земјата. Што мислите вие на тема балансер? ДУИ која не знае што да каже во политикава, секогаш се фаќа за руски влијанија. Што нема апсолутно никаква врска има балансерот со руски влијанија. Мислам, апсолутно смешно. Балансерот е пробиен веќе одамна. Бројот на албанците во администрацијата е далеку над нивото, над тие 20% кој што е договорено согласно рамковниот договор. И сметам дека не само балансерот, туку треба да се прекине со партиските вработувања во администрацијата. Ја уништивме администрацијата, ја направивме тотално неефикасна. ВМРО ДПМН ја вработи 63.000 луѓе во администрацијата, СДСМ вработи 57.000, плюс ДУИ колку има. Вие колку членови на ГРОМ имате во општина Карпош вработени? Јас во општина Карпош не сум, освен во моментов кои се внесени 20 или 30 члени од мојата партија во кабинетот, практично немам вработено ниту еден член од партијата. Не прашувам никого од која политичка партија е, која треба се вработува во делот на образованието, во делот на градинките и така натаму, ниту било кога и сум ги прашал. И јас сум голем поборник на тоа дека треба да ги тргнеме, политиката треба да ги тргне рацете од здравството, од образованието. Да, една од носечките тези вие дека најголем проблем во земјава е иселувањето, пред се на младите, и дека за да се обидаме дел да ги задржиме овде, треба да се почне од темелот, како велите, а при тоа за темел ги сметате образованието и здравството. И председателот нема многу ингеренции нели, во тој дел, можеби може да биде некаква морална вертикала да зборува на таа тема, ама како да се подобри состојбата во образованието? Еве едно прашање кое го спомнавте, НХ Бехтел и градење на коридорот. Дали ние стигаме сега до Охрид? Стигаме. А дали не јадат бубашваби по клиниките? Не јадат. И сега ние се тетеравиме 10 и повеќе години да изградиме еден клинички центар. Тоа го ставаме адакта и наеднаш приоритет не станува некаков си коридор. Ете, тоа е улогата на председателот кога властите ќе ги прозива дека има приоритети. Секако дека здравството мора да биде приоритет во однос на... Ама ако поминеше па тој проект на Заев и на Филипче, ако ве прашав сега што мислите за него, може пак ќе ми кажевте коруптивен. Зашто би требало да биде коруптивно? Не велам. Дека нам ни треба со овие милиарда и пол што ќе ги потрошиме за НХ Бехтел, ние ќе направивме пар екселанс клинички центар по сите светски стандарди и ќе направивме најмалку уште 10 до 15 општи болници низ Република Македонија, кои што ќе бидат со најсовремена опрема, кои што ќе бидат подготвени по најсовремени методи да вршат инвазивни, неинвазивни методи врз пациентите, што значи дека ќе го подигнеме нивото на здравството овде во Република Македонија. И мајки во предвид дека ние сме на повисоко ниво на развој, на пример, од Косово, па дури можам да кажем и од Албанија, ако на таков чекор се одлучевме и го подигнеме многу повисоко нивото на здравствените услуги и квалитетот и методите по кои што ќе се решаваат комплицираните здравствени случаи, тоа значи дека здравствениот туризам и како ќе беше битна гранка за развојот на Република Македонија. Едно помалку лично прашање кога сме во делот на иселувањето, вашите деца каде се? Мојот син е, помалиот е тука, големиот е во Канада. И тој се исели? Тој се исели во 2019 година заедно со неговата сопруга. Причините не беа економски, тој имаше своја фирма, а неговата сопруга
имаш така стабилни примања. Има начин да се вратат? Па, има начин, доколку создадеме услови. Пред се младите луѓе, вклучувајќи го и мојот син, барат систем. Систем кој што функционира. Систем во кој што нема да му треба врска, а тоа значи администрацијата да функционира како што треба, тоа значи судско-обвинителскиот систем да функционира како што треба, да имаме развиен пазар на труд и да имаме функционална пазарна економија во која што вие денеска ќе напуштите работа, меѓутоа веднаш ќе најдете друга работа. Например, мојот син 4 години не беше дојден во Македонија, го напушти своето работно место, се врати за 20 дена најде подобра работа од таа што претходно ја имаше. Ете, тоа им треба на младите луѓе. Полека ќе привршуваме, има услови за фери демократски избори во Македонија? Фери демократски избори во кои што припадниците на двете најголеми политички партии, иако на исти начин се кандидирале и исти услови утврдени со закон исполниле, земаат по 1.650.000, а ние по 100.000 евра, нема тука фери демократски избори. Зашто сите не бевме погласни како општество да се обидеме, бидејќи стигна еден предлог од работната група во Правда тоа да се смени, бидејќи е навистина дискриминаторски и ги става во предност најголемите. Мене ме чуди како и вие медиумите така лесно проаѓате преку ова. Колку сме ние одговорни политичарите за тоа каква држава има, секако дел од одговорноста сносите. Па сега се обидуваме да притискаме колку што можеме, да, очигледно крајно нечесно и згора на тоа да се бега од дебати. Можете да замислите секоја чест и на професорката Силјановска, ката ден ја слушаме како била член на, Венецијанска комисија, ама не кажува дека тоа е на предлог на владата, член на Венецијанска комисија. Дајте дојдете овде да седнеме, да ги провериме вашите знаења и околу право, и околу политика, и геополитика, и внатрешна политика. А згора на тоа имаме, и таа предлага, и уште една кандидатка предлага промена на уставот и сврлање на македонците од уставот. Имаме кандидати кои предлагаат да се напушти сврлање на македонците. Ако имаме граѓански устав, тоа значи последното место во кое што стои зборот македонец е уставот, и таму ако нема каде ќе нема, тоа се сериозни прашања за кои што треба да разговараме. Мотивацијата е друга, да не пишува и албанци. Не, мотивацијата демек така ќе сме ги прешле бугарите, на многу добар начин ги прелагаме бугарите. Од друга страна, морам да ви кажам дека председателот Пендаровски веќе 5 години председател на држава. Да бегаш од дебати со такво број на информации, со такво број на средби што си ги имал на највисок. Нели тој прв предложи некоја идеја за мастер дебата? Предложи, ама гледа да ја нема. Не е ли тоа срамота? За носителите на за представниците на двете најголеми политички партии да бегаат од дебати, па минатиот пат како ние дознавме дека Блер им река например е одличен кандидат? Затоа што гледавме на дебати. А сега можете ли да кажете што се уплашија толку? И се заробија во своите реклами како да се пејачи, како да рекламираат песни, а не битни работи кои што се важни за државата. Еден кандидат имаме ние кој предлага излегување, напуштање на Отворен Балкан. Дека тоа не било добро. Значи, тоа се сериозни работи за кои што ние мора да разговараме. Последно прашање. Ако не се пласирате во вториот круг, а таму одат Силјановска и Пендаровски, кој по вас треба да биде шеф на државата? Прво, не планирам да не се пласирам во вториот круг. Инаку во вториот круг обично јас победувам. Така да нека размислуваат овие што бегаат од дебатите, дали ќе се најдат во вториот круг. Јас сум убеден дека граѓаните на Република Македонија кукавици за председатели не сакаат. Председатели кои што бегаат од соочување со своите против кандидати, а тоа е практично соочување со народот. Мене 11.600 луѓе ме подпишале да можам со нив да разговарам. И не гледам во што тие се подобри од мене или каде е нивното знаење поголемо, каде е нивното искуство во што е поголемо. И ако го имаат, зашто не дојдат и овде едноставно не растурат на овие дебати. Тоа значи дека ако имате плашлив председател во кампања, ќе имате плашлив председател и кога ќе седне на столчето под падините на водно. Благодарам за овој разговор. Молам. Емисијата ја продолжуваме со интервју со Билјана Ванковска,
кандидатка за шеф на државата, поддржана од политичката партија Левица. Госпоѓо Ванковска, добро вечер и добре дојде во 360 степени. Благодарам на поканата. На почеток, како ви оди со измеќарството во кампањата? Тоа е неверојатно често употребуван збор од тој човек кој Да, почна и да сега и го за други го користи употребува, да. широко употребено и дали е тоа дел од некоја стратегија, па сите се измеќари, така што сега не сум осамена веројатно во тоа друштво бидејќи го користи на широк спектар противници. Во првите коментари по таа изјава на лидерот на ВМРО-ДПМН најчисто еве да дадеме контекст, иако предпоставувам дека оние што не гледаат го препознаа контекстот на прашањето, рековте дека помалку сте изненадена од тоа што колешката ваша и по професија и по сега својството кандидатка исто така за шеф на државата Силјановска Давкова не ви се извинила. Имавте ли шанса да зборувате на таа тема? Не реков да ми се таа извини, бидејќи тоа не беа нејзини зборови, меѓутоа очекував да го во приватна комуникација укори лидерот на партијата, да му каже дека е тоа прво недолично за било кого, најмалку за некој што многу придонел во нејзината претходна кампања. Ги стави оваа председателска кампања некако на тенок мраз односите меѓу вас и Силјановска? Влијае на приватните? Сигурно, не, видете, нашите приватни односи не се такви какви што веројатно јавно се очекува. Ние не сме си оделе по дома да си се дружиме и така. Ние сме биле повеќе на активистички план, на јавен, медиумски. Знаете, се сеќавате, често пати сте не имали заедно во студио. Сме комуницирале најчесто телефонски, кога нешто имаме да си дискутираме и така. Меѓутоа, сега се разбира откако таа стана политичар, професионален веќе 5 години, нејзиното време е ограничено. Моето е свртено, односно беше свртено кон други приоритети, така што нашите комуникации се намалија природно. Сега во овој период дури мислам дека е некоректно да си комуницираме или препукуваме. Јас постојано јавно повикувам на соочување на сите кандидати. Да. Ама како што личи, такво нема да се случи. Веројатно. За жал, јас слушам повеќе пати, сега почнавме од едната кандидатка, нели? Дека таа зборува за некаква емотивна потреба да разговара со мене, а јас сакам интелектуална и политичка. Значи, велам, емоциите си ги оставиме за дома, може ки си ги продолжиме после изборите или не, тоа е друга работа, меѓутоа во овој момент ние на граѓаните им должиме соочување. Интересно е дека таа оноа едно утринско кафе во една друга телевизија го смета за дебата. Ја го сметав за дел на забавна програма, на релаксирана утринска, така што таму не разговаравме ни за програми, ни за позиции. А како ви оди со субверзивноста? Ја препознаваат ли граѓаните? Мислам да, знаете, ако се најдете во сала во која, например, последниот наш голем митинг беше во Кавадарци, во Домот на културата и знаете, почнуваме со химната, се разбира, македонска, продолжуваме со интернационалата и потоа онаа што е нашата борбена песна во борба македонски народен или партизанска. Така што сето тоа на извесен начин е субверзија, да речам, на една политичка елита која се држи, ја како велам, сите се тие дел на една иста парадигма. Тие не нудат ништо. Велите една иста плоча вртат, исти принципи. Иста политичка матрица, велите дека вие сте единствената политичка девица на овие избори. Тоа е, знаете, ја малку му го украдов тој навредлив всушност израз на сметка на левица, еден шоумен го употребуваше тоа на социјалните мрежи, па реков, зошто да не тогаш? Вистина е и вие кога ги гледате нашите портфолија, со што влегуваме во политичката. Идејата е дека не сте биле никогаш на политичка функција, на јавна функција. Никаква јавна, да. Во воведот на вашата програма за овие избори го враќаме достоинството на нацијата, инаку така се вика изборната програма. Меѓу другото порачувате сите што сме родени во Македонија или што се расејани како бисери ширум светот, не можеме да бидеме друго освен македонци во политичка смисла на зборот. Оваа сентенца понатаму е тесно поврзана и со вашата заложба за сосема нов устав. Прво за политичката нација, потоа и за уставот.
На моето прашање би било колку во држава во која што се толку силно изразени етничките идентитети е можно да зборуваме за политичка нација? Мислам дека е нашиот единствен спас да се враќаме кон таа оригинална демократска идеја, бидејќи она што е we the people, или ако се стремиме кон изворот на демократските либералните идеи, тоа е формулата. За нас се применија специјални правила, особено по 2001-та, и знаете, она што вознемирува е дека прво тие се конституционализираа, се внесоа, разликите станаа дел на уставот, значи преку уставните амандмани, потоа прагмата, праксата си го носи своето и 20 на години подоцна новите генерации не знаат за поинаков модел, мислат дека од секогаш двете најголеми заедници треба да бидат една наспроти друга, да се пазарат, нивните елити, да прават коалиции вакви или онакви, обично непринципиелни, бидејќи како колатерална жртва на тоа коалицирање беше и амнестирањето за воени злосторства во 2011-та, кога Груевски не можеше да направи влада без да направи таква отстапка. Но професорке, не стигнавме од чиста мира, што би се рекло, нели, до таа ситуација. Сепак имаше една ситуација во 2001 година, како и да ја наречеме, меѓуетнички конфликт, кој што на крајот заврши со подпишување на рамковниот договор, кој што произлегува меѓу другото амандмани на Уставот, тие се сега дел од него, функционираат на начин на кој што функционираат, на некого може да му се допаѓа тоа, на некого не, но тоа е нашата реалност. Сакам да кажам, не е дека некој од чиста мира тргнал во таков тип на ајде реформа е некако афирмативен збор на Уставот. Тоа беше изнудена ситуација, сите, барем ние повозрасните знаеме. И сега, секако кога јас би разговарала на експертско ниво со пријатели, колеги од албанскиот политички корпус или интелектуален корпус, уште подобро, ние би се сложиле дека дури 2001-та си имала корени, си имала причини. Значи, приказната од таа страна е дискриминација, немање еднакви можности, поправање на статусот на таа заедница. Со тоа се согласувате ли, дека таа заедница беше на маргините на општеството? Делумно се согласувам, да, ја не се согласувам со методите. Значи, во принцип не се согласувам со употреба на насилство било каде, и дома, и надвор, знаете, тоа е таа моја мировничка, некоја ментална матрица и тоа што го предавам и тоа што го зборувам. И тука сум конзистентна. Значи, јас мислам дека во тој период 2001 година се уште постоеа внатрешни сили, механизми, тогаш почнавме со позитивната дискриминација, тоа одеше споро, се разбира, меѓутоа, ако си дозволевме време... универзитет се формира, например, меѓу другото, година две предходно, мислам дека така беше. Така е, значи, постоја индикации дека работите може би, нели, со малку трпение. Меѓутоа, мојата анализа покажа, и тоа го кажав во Гармиш-Партенкирхен, во НАТО Маршал центарот, во 2000-та година, во мај месец, значи година дена по НАТО интервенцијата. Така што мојата анализа беше дека имавме ефект на прелевање. Значи, не само нашиот проблем дома, ние меѓу нас заседуваме, туку регионалниот... Косово, Македонија. Да, имаше прелевање. Добро, уште малку сакам околу ова политичка нација. Меѓу другото, кај нас, да речеме, не можете да станете ни пратеник без претходно да подпишете изјава во која што ќе ја декларирате вашата етничка припадност. Што е кршење на меѓународните норми, затоа што никој нема право никому, замислете сега, одам, може би сум од мешан брак, може би не сакам, јас имам право да не се декларирам. Меѓутоа, токму ова што го кажувате, покажува дека ние лавираме и помеѓу меѓународните норми, воспоставените принципи, да секој поединец мора да фати страна. Па потоа имавме прелетувачи. Ви текнува некој што бил пријавен како македонец, па ќе оди затоа сега влаф, подпишуваат изјави како брана од тој тип на прелетувања во текот на мандатот. Меѓутоа не зборува за кохезивно општество во кое ги надминало болките од пред 20 години. Значи, ние не сме работеле на агендата на помирување, на разговор за минатото, и овие млади генерации заслужуваат модерно општество. Гласај за да се прашува македонецот
така велите, меѓу другото, во програмата. На кој македонец мислите? На политичкиот или на етничкиот? Мислам и на политичкиот, ама сега, знаете, работите дојдоа до таму да буквално влада не може да се формира, како што веќе кажав, доколку некакви етнички концесии двата големи блока не си направат. Па вклучително, ако сакате, и во оваа борба за председателски избори, веќе се зборува за контингенти. Ние деновиве имавме понуда од една албанска партија, ќе ви дадеме гласови за вашиот кандидат да победи, тој им го нудеа не мене, на оние што ги сметаат за фаворити. Значи, се зборува за пазарење. И сега, ако е така, навистина излегува дека албанците одлучуваат за формирање на влада, за избор на председател и така натаму. И сега, знаете, во таква една безнадежна ситуација, особено кога нас како македонци, се зборувам во етничка смисла, не лишиле од буквално се она што не определува како некоја посебна, да речем, посебен народ, посебна група и со своја историја, култура и сето тоа, сега некако почнува нормално да се јавува и оној нерв на отпор кон тоа и велиш стоп, тоа го направивме и со францускиот предлог, всушност, протестите и сето тоа. Има и такви што во идејата за политичка нација гледаат опасност, откако што велат бришење на македонизмот, меѓу нив, например, е Ристо Никовски. Сега ќе ви цитирам една негова изјава, вика, вели да, на едноставен начин тоа да се реализира се мисли на исчезнување на македонизмот, е создавање на така наречена политичка нација во која ќе нема македонци како националност, ви го цитирам него, а која веќе ја прокламира американските амбасадори во повеќе ситуации последниве години. Поводот не е вашата програма, мислам, да не се разбереме погрешно. Да. Ама јас не сум слушнала од американската амбасада или од било која. Ја би била среќна кога овие западни амбасади би ни ги пласирале методите на градење нација, state building, како што го викаме, кои ги применуваат во своите општества. Еве, французите се многу добре дојдени да ни помогнат како да направиме француска, односно македонска нација по француски тип, кохезивна, без разликите да паѓаат. Па и американците не се пример исто за политичка пример, нација. Меѓутоа зборам за нивното политичко влијание во Македонија, во кој велат дури изјавата на State Departmentот од пред неколку дена, дури малце и лично ја доживеав, вели секој оној што ги доведува не само Преспа, туку и Охридскиот договор, на директен и индиректен начин ја загрозува безбедноста, односно статус квото го менува. А зошто го нема? Вие воопшто не го споменувате рамковниот Охридскиот договор во програмата. Го спомнувам, да. Која зборувам трите договори и Бермудскиот триаголник со трите тегови кои влечат. Добро. Во изјави може би во програмата не го видов. Го има, мислам. Добро. Сега во врска со идејата за нов устав, зборувате за иницијатива за донесување нов граѓански устав врз основа на народен и политички консензус во однос на потребата од ставање крај, велите, на бинационалната држава и на процесот на федерализација. Како го замислувате тоа? Не велам дека се што нудаме лесно, апсолутно, се што нудаме тешко. И го нудам затоа што е тешко и затоа што никој од моите против кандидати не се не осмелува да го допре. Сите тие се за некакви реформи, амандманчиња и затоа велам се вртат во круг. Практично варијации на тема. Дури Силјановска веќе ни Преспа не ја спомнува на своите говори. А 19-та година тоа беше една лајт мотив и важна тема. За 5 години исчезнала. Како, јас не велам дека е тоа лесно, меѓутоа велам, ако демократијата е процес на делиберација, на разговор и нема табу теми, затоа што ние веќе почнуваме да живееме со тоа, нема друга алтернатива, ова го чуваме за мирот, ова го чуваме за соседите, ова го чуваме за ЕУ, да не брануваме. Еве, тоа е мојата субверзивност. Всушност, ајде делиберација. И сега тука кога размислувам, се разбира двотретинското мнозинство е нели оноа клучниот момент во кој јас можам да покренам иницијатива за промена на устав, тоа го замислувам како нудење на јавност на еден изграден концепт кој нема јас да го пишувам, се разбира, сама, не сум ја реалистички тип да октруирам устав, туку да направиме една јавна дебата, затоа што овој устав има многу фаленки, не е само рамковниот договор и амандманите. Ќе зборуваме веројатно и за дел од тие фаленки, но ако албанците не биле среќни со својата уставна положба или уставен статус до 2001 година, па
почнал етнички конфликт кој што завршил со темелна уставна реформа која што им дала повеќе колективни права. Колку таа ваша идеја е втемелена во реалноста? Мислам, на едно академско ниво, јас ве разбирам, дури сакам да дебатираме на таква тема, ама сакам во исто време да бидеме и реалисти. Дали тоа навистина може да се оствари? Дури и да не може. Дури и да не може. Знаете каков голем чекор плюс ќе биде слободно да разговараме. И сега јас пак да се вратам ајде и на оној етничкиот македонец кој не се прашува и кој еве јас сум во комуникација со сите, значи интересно дека ми приоѓаат луѓе од сите заедници, од Оџа кој ме благословува среде Струга, до значи неочекувани средби доживувам, кој не ме примаат како непријател или некој кој ќе го наруши овој статус-кво. Револуционерен чин е говорењето на вистината и отварањето на тие теми кои од страф не ги отвараме. И секојаш аргументот, ама да не направиме, не, зошто да ги сметаме албанците за ратоборен народ. Тоа се овие елити кои мислам дека го злоупотребуваат и наследството на УЧК, чизмите на таванот и така. Мислам дека нештата се сменети. Ја не мислам, албанските деца се иселија исто како и македонските. Може би повеќе од македонците. Имено, ако ги гледаме селата, празни и кога градовите. сме на тема нов устав, што мислите за иницијативата на некои од вашите колеги и председателски кандидати за избор на шефот на државата во собрани? Апсолутно не. Значи во ситуација... И двајцата велат избор со двотретинско мнозинство, едниот додава и со двојно мнозинство. И со двојно, Бадентерова. Да. Што значи либанизација. Сега да ве вратам и на претходното прашање кога ми го поставивте бинационална држава вона. Јас се сеќавам на колумна моја во еден вестник кој престана да излегува, како што се случува меѓу имите кај нас. Имав голема колумна која си ја чувам, Македонија е федерација, ма нема кој тоа да ја го каже. Значи, јас тоа сум го, како професор и како аналитичар сум го проектирала години наназад. И за жал излегло дека сум во право, затоа што веќе и ние разговараме на такви, да речам, етнички делби, па како едните ќе реагираат како другите, и постојано е претпоставката дека македонецот е уплашен, тој ќе мора да попушти затоа што албанците ќе се налутат и слично. Од друга страна па лоша услуга на албанците им правиме кога ги представуваме како страшила кои веднаш ќе фатат калашникови. Тоа време помина. Ја мислам дека самата дебата и понуда на едно општество на еднакви граѓани со еднакви можности, и сега како левичар јас ја нудам социјалната платформа, значи ова е општество на мнозинство сиромашни граѓани. Мене кога ме прашуваат на кого ќе бидеш, дали на македонците, на албанците председател, не, ја би била за жал, бидејќи земјата ни е на тоа дередже, би била председател на сиромашните, на оние што се експлоатирани, што си бараат чаре кај ќе стасаат, така што мислам тука е она единствена точка која не спојува како заедници. За жал, велам, сиромаштијата. Да, во овој корпус уставно-етнички теми е и темата за балансерот. Во оваа кампања некои велат дека ќе го укинат балансерот, некои најавуваат негова реформа. Што мислите вие за таа алатка? Бидејќи таа е операционализација на една темелна уставна вредност, нели, за соодветна и правечна застапеност. Вредност број 2 во членот 8, така, тоа е од амандманите од 2001-та, така што тоа се надоврзува од уставна норма која потоа се, значи, имплементира и доведува до, значи, ја немам ништо против кој каков е, од каде дојде, од која заедница, ако е добар лекар, ако е добар инженер, ако е добар министер, ако е добар во било која своја сфера. Меѓутоа, овде ние со балансерот си поигруваме не само со етничкиот момент, туку и со партискиот. Па видовме во МНАФ што се деси и во многу други места. Значи има таква дискриминација, вклучително и на онаа заедница која треба да се заштити за да има поголем удел во јавните работи, нели? Така што ја тоа го сметам за една тотална манипулација на овие партии кои го нудат тоа за да си ја задржат олигархии се. Тоа се олигархии, тие се богати луѓе, не се веќе народни херои од партизани кои дошле, туку ако го нема, нештата се да, сменија. ако го нема балансерот,
албанците ќе може да сметаат дека ќе бидат застапени на соодветно ниво во јавниот сектор? Зошто да не? Значи, ние не смееме да бегаме. Сега ја знам дека и други мои против кандидати, сите го зборуваме тој мерит систем, систем на заслуги. Значи, онака како што ја моите студенти ги оценувам и имам неколку брилијантни од албанската заедница со кои се гордеам, навистина, мислам дека голема иднина ги чека, сакам таквите млади луѓе да успеваат и јас ке се гордеам и како политичар, како што се гордеам и како професор, така што е штета за нив, а таквите верувам ќе бидат меѓу оние бисери расеани по светот што ми се во воведот. Тоа е тоа. Друга околност што ве разликува од другите кандидати е вашата заложба за прво раскинување на Преспанскиот договор, понатаму раскинување на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, велите преиспитување на политиката на асоциација во ЕУ по секоја цена, напуштање на членството во НАТО, барање посматрачки статус во движењето на неврзаните, приближување до земјите на БРИКС заради поголема економска соработка. Зошто сметате дека е потребна ваква драматична промена во надворешната политика, во некаква стратешка, геостратешка ориентација на државата? Јас обично на ова прашање велам да не ги вознемируваме граѓаните, ќе речат овако, ќе дојде селом ќе направи, чекор по чекор. Ние мораме да докажеме дека постојат алтернативи во надворешната политика. Значи, ако 30 години вие одите со политика на попуштање и поработи кој ниедна нација не би попуштала, а при тоа не добивате ништо за возврат, туку добивате уште нови листи на барања. И при тоа нагласувам дека она Европска унија за која ние зборуваме сме толку фиксирани, односно моите против кандидати повеќе од колку што јас го правам тоа, ја замислуваат како статична форма, како нешто што е на пиедесталот, нешто што не таму се случува ферментирање. Значи она што се случува во Германија деновиве е за мене шокантно, да еден Јанис Варуфакис му забраните влез во од една европска земја во друга на Унијата, зошто заради став против геноцидот во Газа. Тоа е непоимливо. Според Мастришкиот договор, знаеме, нели, сите носат европско државјанство. И сега мене навистина шокантно ми делува дека може не само мене, например, да ме стават на некоја црна листа, персона нон грата или некој што не е од Европска унија. Меѓутоа, тие внатре во Европската унија имаат сериозни проблеми. И тука е и слободата на мисла, на говор, на протест, на искажување по инакво мислење, за земјоделците да не зборувам. Значи, ние мора да гледаме реално еден наш унијата. бегалец, сега малку правам дефокус Горан Груевски, па се спаси со азилот во Грција, нели го лапсија во Хрватска, приложил доказ дека има азил во Грција и го ослободија. Видовте тоа? Врховниот суд на Грција процени така, така што значи Европската унија не е хомогена, не е некое кохезивно тело кое не знам ќе го најдете на некој шкаф. Тоа е сојуз на држави кои имаат и различни политики, некои одат подесно, некои одат малци застрануваат или се посуверенистички настроени. Значи јас сум за тоа реално да ја гледаме унијата, а не читај го Лисабонскиот договор, во член 1 пише тоа, во член 2. Не, тоа е илузија. Тоа е нормативен илузионизам и ме чуди што колешката која обично го користи тој термин, сега таа се фатила за нормативен илузионизам. Значи, унијата се менува, се милитаризира, ги губи идеалите на просветителството. Тоа е тоа што го нели е тоа знемирува. се уште делот од светот во кој што човекот се чувствува најдостоинствено? Во смисла на права кои што ги ужива. Не би рекла, значи читав, се разбира, читам и онака, ама сега во овој период морав да влезам и уште поподготвена. По индексот на среќа, на лично задоволство од квалитетот на својот живот и квалитетот својата влада, на прво место е Кина.
Не дека јас ја глорифицирам се Кина и дека тоа треба да биде нашиот модел. Ние си имаме своја политичка култура и традиции кои треба да ги негуваме, меѓутоа да не се занесуваме дека овде се сите среќни. Видете ги бугарите, јас не можам грците да ги заборавам од 2015 година. Еден од година. аргументите е зошто никој не оди да се сели во Кина или многу малку решаваат да одат таму. Почнуваат се повеќе. А 99% одат на запад сепак. Да, меѓутоа се менуваат нештата и ние мораме да сме свесни дека стапуваме во еден мултиполарен свет во кој, што вели мојот пријател Јан Оберг, баш деновиве имаше јавна поддршка за мене, извонреден мировен истражувач од Шведска, кој вели Западот ја губи моралната вертикала, се милитаризира и станува антиинтелектуален, не во смисла дека е против интелектуалците, туку не дозволува креативно мислење, туку секој проблем почнува да го решава со повеќе оружје. Европската унија за жал е инволвирана и во Газа, што ја спомнав пред малку, и во Украина, дали под капата на НАТО, дали под капата на ЕУ, ја не знам, кога Макрон зборува, кој зборува, лидер на НАТО или на ЕУ? Кога ве прашувам, кога зборувате за Кина, што е тоа што мислите дека е добро таму? Еве, на ниво на политички систем, со сите мани... Не, Кина е тука многу фер во тој поглед, затоа што таа со не сите мани од наметнува. еве кај нас има колку толку простор за компетитивни избори. Има мани, нашиот изборен процес не е спорно. Се вака, еве, на тој политички план, иако Кина е многу фер во тој дел, кога понуди појаси пат, проекти и така најтому, тоа вели, ние не ви условуваме, терајте си политички со устав или систем каков што сакате. Меѓутоа, ние сме за економска соработка. Она што ми се допаѓа кај Кина, и особено имаат еден брилијантен политиколог Джанг Веј, кој зборува, да не користам англиски, стално ме поправаат, не е само избори, туку и селекција, во смисла кој влегува во... Тие имаат еднопартиски систем. Меѓутоа, за да дојдете до некоја позиција, има сито и решето да поминете во смисла на мерит системот. Јас разбрав дури од некои блиски кои таму и живееле подолго години, дека вие не можете да станете член на Комунистичката партија на Кина ако не заслужувате. Значи, поставуваат високи критериуми. Ја би сакала нашиве партии бар да научат малку околу тоа градењето на својата, да речам, таа кадровска политика. Меѓутоа, она што мене ме импресионира кај Кина е како за кратко време од крајно сиромашна земја стана земја на средна класа, значи на луѓе кои се задоволни, имаат перспектива и затоа тие не бегаат од Кина. Дури едно време, ако се сеќавате, студираа многу кинези во Соединетите држави на Западот, купија знаење, си дојдоа дома, сега се први или во топ позициите на Шангајската листа. Шангајска е случајно, нели, не дека кинезите влијаат на неа. Во првите 10 ги нема. Во првите 10 ги нема. Растат, веќе растат, веќе во првите 20 ќе најдеме неколку. Зошто нас не нема никаде. Да, ние сме далеко од тоа. Зошто сметате дека воена неутралност е подобра опција од членство во НАТО? Затоа што членството во НАТО и тоа се промени, за разлика од приказната што ја имавме, кога ќе чујате инвеститорите дека сме ние во НАТО, тоа е безбедна дестинација, капиталот бегал од опасности како зајакот, бил плашлив, па одел таму кај што е сигурно. Ние сега никој не е сигурен. Во свет во кој се води војната во Украина, во кој НАТО практично партиципира сериозно, ја дури тоа го нарекувам и прокси војна, ние учествуваме, дали јавноста знае дека од 32 земји членки на НАТО, ние влегуваме во оние 18 кои издвојуваат повеќе од 2% од својот бруто домашен производ. Повеќе од 2%. А војната неутралност ќе чини помалку? Ке чини помалку, затоа што, знаете, ако сте вие војно неутрална држава, вие земете Швајцарија, на кој има причина да ве нападне? Значи, вие не сте закана никому, овие околу нас се сите НАТО. Сега мене сите би викаат НАТО е миролюбива алијанса. Зошто нас би нападнала? Со скромна армија, со нели оној безбедносен систем согласно Обединетите нации, членот 51 и сето тоа. И уште ако градите пријателски односи и во регионот, мене ми е
и регионот значаен како што ми е значаен светот. И обично велам, мирот почнува од нас, па го шириме во некои концентрични кругови. Тогаш си градиме по-безбедна иднина и нашата главна тука фалинка е лошата дипломатија. Ние не знаеме да градиме пријателства, туку сме се фатиле во овој студено воен концепт во кој светот е поделен на запад и на тие другите, а тие другите се глобално мнозинство. И сега човек се прашува дали сме баш на вистинската страна. Какви односи според вас треба да има Македонија со Русија? Со Русија, јас сум кажала дека во однос на конфликтот во Украина, дека Русија го прекрши меѓународното право и тука немам никаква дилема во тој дел. Значи, без оглед дали специјална војна операција или како се вика. По вас што е тоа? Војна или инвазија? Инвазија. Агресија е, Тоа тука немам дилема. Она што ми е жал е дека Западот, вклучително и Меркел го призна тоа, не ги испочитува мировните договори како што ние се држиме за рамковниот. Тие има Минск 1 и 2 и претходно, да. Значи, зборувам за превенција на војна. Војна е лесно да почнеш, тешко е да ја запреш. Еве го сличното се случува сега помеѓу Израел, Иран и целиот тој регион кој може да не однесе. А на што мислите кога велите прокси војна? Прокси е кога некој, вие го вооружувате, а тој војува и вие не крварите. Американците се спокојни, зборувам обичните луѓе. А украинците војуваат во името на НАТО и на американците? Па на извесен начин да, затоа што тие почнаа со мировни преговори во почетокот, нели, кога Турција го направи оној обид и дојде Борис Џонсон, му кажа на Зеленски, стоп, тоа ти ќе победиш. Русија не може да се победи. Значи подобро беше и некаков статус-кво, примирие, замрзнат мир. Ама имаше и што... други тези дека русите за 2-3 дена ќе стигнат до Киев, па не стигнаа. Ама токму е тоа аргументот зошто сега ги плашат Шведска, Финска, леле русите само што, значи Русија да била желна или способна, се е прашање дали се способни, да завладеат цела Украина, тогаш зошто овие би ширеле паника дека русите ќе стасаат до Берлин? Кога ги споменавте Шведска и Финска, тоа се најновите членки на НАТО. Тие сега вака малку колоквијално поглупави се од нас што влегува во алијансата? Нивните елити за жал го излажаа народот исто како нас овде, само што опасност им е поблиска, делат граница со Русија, толкава. Така што моиве мировници, колеги од овој корпус во кој јас се движам, значи читам и научни трудови, анализи и статистики, дека јавното мислење беше практично заведено, односно, како се вика, на перење на мозоци, стравот, само што не влегле русите, а русите не можат ни Киев да влезат до Киев. Москва не е меѓу метрополите, главните градови кои што први би ги посетиле. Велите Пекинг, Нью Делхи, Бразилија, Анкара и Преторија. И сега повторно, кој би бил македонскиот интерес во тоа? Нашиот председател првите посети да ги има на овие градови. Па видете, тоа сега да речеме за Пекинг не треба да ви кажувам, дека е постојана членка на Советот за безбедност. Не имавме 300 авантури околу Тајван и сега сваќаме всушност каква голема геостратешка грешка, да цитирам еден политичар велеше, така што ние сме правиле ужасни грешки на тој пат, што може би Ако зборувате за мултиполарен свет, тогаш Вашингтон и Брисел не се дел од половите? Не, толку се често посетувани. Јас сум убедена дека тој што ќе биде премиер, бидејќи нема да биде од левата опција за сега, мислам дека односот на силите е тој, ќе биде значајна левица во парламентот, ама не за да води влада. Јас сум убедена прво ќе отидат да се заколнат на верност и веројатно ако дојдам ја на позиција ќе речат ова пуштете, а таа гледа кон исток, ама ја мислам сонцето се раѓа на исток, така што. Да, така велите вие. Белите мугри изгреваат на исток. Меѓу другото во програмата велите наместо организирање така наречени лидерски средби кај председателот ќе се потпреме на градење општествен и граѓански консензус. Со какви методи мислите дека може ова да се прави? Повторно е тоа прашање на еден системски процес на
градење демократија од оздола. Ние живееме во држава, во општество во кој постои картел на елити, кои зад затворени врати одлучуваат за буквално се што е значајно за нас како заедници, како поединци. И сметам дека политиката мора да ни се врати нам, на граѓаните, we the people, ние сме тие. Не само што на денот на изборите даваме. Ама, професор Кенели, тоа не може да биде толку конфузно, дивергентно. Видите, партии мора да постојат, така? Апсолутно, апсолутно. Местото на партиите си е во парламентот, оние што ќе си обезбедат парламентарно представништво, има вон парламентарни, може да се обезбедат форуми за нивна политичка, жив политички живот, навистина еден вибрантен живот кој нема да се активира само за време на избори. Председателот тука може да потекнува со своето политичко и морално водство да отвара теми, да отвара дискусии. Впрочем, и председателот Црвенковски пред крајот на неговиот мандат ги водеше оние диалози за Македонија на различни теми. И вие учествувавте во нив, така? Учествував, да. Дури има пишани трудови кои ги објавувавме тогаш. И тоа не е лоша дебата и се само замислите да ја малку прошириме за да граѓанинот не се чувствува, тој не верува. Значи, еве, ако ме прашувате за впечатоците од кампањата, верувам тоа го имаат сите, дури слушам и овие големиве лидери. Граѓанинот е разочаран, вика, овие се сите исти, сите се по фотелите, никому не... Зошто? Затоа што не се консултирани во процесот на носење на битни одлуки. Тоа ни се случи со бугарскиот договор, тоа ни се случи со преспанскиот договор, со францускиот предлог и ние тогаш сме принудени да протестираме малку. Мислите на референдум и дека требаше референдум? референдум? Не, само референдум, иако референдумот е одлична идеја, законот за референдум е катастрофално лош, неконзистентен е со уставот. Уставот не предвидува консултативен референдум, а така не го понуди оној од 30 септември, додека законот за референдум предвидува за меѓународни договори. Замислете која контрадикција. И после нели ово излезе неуспешен заради бојкотот и сето тоа. Така што тој дел јас би го проширила кога би можела да влијам на законодавството, се разбира. Го споменавте теренот, како мислите дека сте примени кога одите меѓу луѓето? Па ви кажав дека некоја прва иницијална работа е пушти тоа политика. Значи сите политички партии кои имаат, ќе го имаат допрва со парламентарните избори, како да ја вратат до вербата, дека овие политичари не се ајдуци кои гледаат само за себе. Преведено, очекувате пониска излезност од претходните изборни циклуси? За жал, за председателските избори сметам дека е тотално се покриени од она што следува, тоа го кажав и апелирав, немојте нас да не гледате како некое предјадење или предигра за нешто што е поважно, затоа што колку што е важно да имате добар парламент и влада, толку е и важно да го изберете човек. Овде имате можност личност да изберете. Од четврток и ќе ви се совпаднат практично кампањите. Ама тие веќе тераат, сите тераат парламентарна кампања и тоа е кршење на изборниот закон од сите, од сите. Со каков резултат би биле задоволна во првиот круг? Со секаков резултат кој ќе дојде, знаете, на мирен начин, достоинствен, без инциденти. Мислите дека има таков ризик? Па, не знам, многу се насилнички настроени ова партииве. Сега вкупниот овој пейсаж ми е тешко да го проценам, меѓутоа јас лично ќе бидам задоволна ако не се посрамам, ако излезам со бел образ, со чист образ, достоинствено како што влегов. Колку ќе ми дадат доверба граѓаните, мислам дека јавноста ќе биде изненадена, затоа што, знаете, левица е како во комунистичкиот манифесто, како почнува баукот на комунизмот, се шири над Европа, овде е баукот на левица, така што луѓето повеќе сакаат од страна да ми дадат знак на полна симпатија, додека јавно се плашат да излезат. Така што овие големи митинзи не ме вознемируваат, мислам дека е тоа она циркусот со големите партии не им е да. тешко тоа воопшто да го организираат. Да, тоа е привидот. Да. Благодарам што бевте дел од оваа серија предизборни интервјуа. Ми беше чест, благодарам и вам. Тука завршуваме, до крајот гледајте и саботажата. Нова средба ви закажувам в четврток во 20:15. Пријатно.
Наспроти тврдењата дека Македонија е пекол, се појавуваат цврсти и уверливи докази дека земјава е рајска. Адам и Ева се од Ресенско. Змискиот остров е голем град, а јаболкото без друго е преспанско. За тие што не веруваат, следуваат уште посилни аргументи. Доказ дека рајот бил сместен тука на Преспанско езеро се имињата на населбите, на селата кои се тука. Значи, имињата асоцираат на еротика, на секс, љубојно, горно дупени, долно дупени. Значи, Преспа со незините сексови била пред Кама Сутра, во Индија илјадници години пред Кама Сутра. Јаболкото, вклучувајќи го и преспанското, е неизоставен дел од секој режим на здрава исхрана. Изборите се добра можност да се разменат идеи, ама не само за политика, туку и за тоа како да се стаса до килограм помалку. Абе, дајте некој рецепт за собење. Като не ја нищо Нека заврши митингов, после ќе ти препишаме на рецепт. Сепак, има такви кои не успеале навреме да си фатат ред. Па како последни очајници молат за нова шанса, ама и тие бараат некој друг да им ја одработи. Сметаат дека не треба да се гласа, да биле почекани, да се подсоберат. Ама изгледа дека и тогаш ќе биде доцна. Оти ним некој постојано им го пресекува патот. И во таков случај веруваме дека ова е голема шанса за Македонија со бојкот да ја покажеме на овие кандидати дека не ги поддржуваме, да им патиме порака дека Македонија не сака марионети за претседател. Од истата групација се и оние кои направиле купче. Не било ич лесно, ама се олеснија. Па зарем не е макотропно да се најдат толку многу херои и хероини кои ќе ги спасат и Македонија, а Бога ми и светот. Ние бевме за чудо една од тие 5 партии кои што успеа да обезбедат 120 кандидати во трката за освојување на собранието на Република Македонија. Значи, дури денеска ставивме и 3 кандидата кои што моравме да ги најдеме денеска, значи тоа се жени од женскиот пол. Успехот е навистина неверојатен. Толку голем што на многумина може би и радосници им капнуваат. Емоциите понекогаш е навистина тешко да се совладаат, па тие навираат низ образите. Не знам како да ги спречам солзите. Не знам како да ги спречам солзите. И на крајот, кога тоа и не е крај. И не завршуваме овдека. Не завршуваме, имаме уште песма Јорон се, ајмо. За победа, дали на избори или приватна, секој е подготвен на се, па дури ако треба и оно ќе се игра.